сега и повторно време за гости. Слободанка веќе ја пречека и втората гостинка, која што е специјалист по клиничка логопедија. Добро утро и добре ни дојде за Ивана Илиевска. Добро утро. Драго ми е што ја отвараме една ваква тема еве на почетокот на учебната година, кога можеби ќе им бидеме од огромна важност и поддршка на многу млади родители кои што не секогаш можат да го проценат доброто, најдоброто време, кога е време да побараме помош и поддршка од логопед. Убаво кажа Суза, и тукму и за тоа и разговаравме дека родителите треба на време сето тоа да го откријат за да му помогнат на своето дете, но како тоа ќе го сторат и како ќе забележат, ќе разговараме. Благодарам. Еве уште еднаш поздрав до нашите гледачи и тема која што не засега сите мајки, сите родители кои што се на помалите дечиња, на помалата возраст, меѓутоа можеби за оние и поголемата возраст, затоа што може да дојде сепак до проблематики во говорот. Меѓутоа за почеток добро утро Ивана и добре ни дојде. Добро утро, фала ви на поканата, навистина ми е драго што еве пак има прилика да се дружиме и да разговараме на оваа тема. Секако, затоа што е многу важна. Така, во да. последно време, сигурно дека најмногу тоа го знаеш и ти, затоа што сепак еве дечињата се соочуваат со проблем во говорот. Сега, би го започнала разговорот со тоа од која возраст најмногу се случуваат овие проблематики, како треба родителите сето тоа да го забележат, затоа што можеби некои велат има време, како што кажавме, нели, ќе дојде време кога ќе прозбори и така натаму, но што правиме ако не Боже не дојде до такво нешто. Так. Ајде нешто за почеток повеќе околу оваа тема. Така, па јас секогаш велам дека нема право време за логопед или за консултација со стручно лице и секогаш ги советувам родителите да го направат тоа кога ќе имаат некаков сомнеш или ќе забележат некоја потешкотија со нивното детенце, дека нешто можеби има некои отстапки, меѓутоа за да го знаат тоа родителите треба да имаат правилна едукација, да се едуцираат за тоа што да очекуваат од своето дете на одредена возраст, нели. Многу е важно навремено да се реагира, затоа што, како што разговаравме и претходно, до 6 години времето е во наша полза. Меѓутоа, веќе кога ќе дојде момент детето да влезе во образовен систем, да почне да се образува во школа, нели, веќе времето работи против нас, почнува да не гази и ние почнуваме нели да се бркаме со времето за детето да може да не доцни во училиште. И доаѓаме до потешкоти. И доаѓаме до потешкоти затоа што времето веќе сме го изгубиле чекајки нешто да се случи. Така сега да... прашањето ми е постојат такви случаи? Многу. И зошто? Многу постојат затоа што порано повеќе се веруваше во тоа дека почекајте, ќе научи, ќе прозбори, меѓутоа веќе тоа треба да се стане јасно дека дете до 3 години можеби и ќе прозбори после 3 години, меѓутоа е голема е веројатноста и да не прозбори. Живееме во едно време каде што имаме многу ризик фактори кои што делуваат на развојот на децата. Не сакав да зборувам, меѓутоа пак морам да спомнам таа екранизација, нели, која што влијае на целокупниот тој развој. И ние не можеме да знаеме дали детето ќе прозбори или не. Зошто родителот и околината да не му помогнат на детенцето и да го поттикнат, дали ќе направат некои промени во самата околина, дали они ќе сменат некој начин во нивниот однос према детето, па ќе прават дополнителна поголема стимулација која што му е потребна. Секој дете си е на крај индивидуа за себе, меѓутоа многу е важно навремено да се реагира, да се побара помош, значи тоа не е ништо страшно, него тоа се едноставни работи, едноставни совети кои што можат навистина многу да помогнат и на родителите, на целото семејство и секако на детенцето што се соочува со некоја потешкотија. Така, кога зборуваме за потешкотиите и еве го месец септември, каде започнува и предшколската нели возраст, кој што има дечињата и поаѓање на училиште, во овој момент, еве сега, барем со почетокот на септември, може и за тоа да го издвоиме и за тоа да сме сконцентрирани во моментот што се случува. Кои се најголемите проблеми со кои што се соочуваат родителите односно со своите дечиња и кој е најголемиот проблем во нивниот говор? И еве уште еднаш ги кажавме фактор причините, меѓутоа ќе потенцираме уште еднаш.
Така, па кога ќе дојде септември, прво најмногу имаме дечиња кои што веќе започнале во прво одделение, а се уште немаат правилен изговор на гласови. И најмногу значи имаме дечиња кои што имаат артикулативни проблеми и работиме на изговор, или пак имаме дечиња кои што имаат неправилна структура на реченица, неправилно изразување, а веќе доаѓа во школа каде што треба да се описмени, да почне да чита, да поврзува букви, и тука настанува таа проблематика и ние веќе се бркаме со времето, дали детето да учи да чита, дали уште да учи правилно да зборува. Значи кога доаѓа септември, тоа е најчесто што се случува, пелтечењето исто така, затоа што на децата има голем психолошки момент, нели, самото тргање во училиште, па има кај многу дечиња се јавува и тоа пелтечење, така да имаме и дечиња кои што доста има таква проблематика, а во текот на целата година, значи, се соочуваме со дечиња кои што доцнат во говорот, односно не зборуваат. Не зборуваат. Да. Сега, која е вашата обврска и вашата задача како логопед? Секако знаеме, ние од прилика што, меѓутоа суштината ваша. Што е она што вие треба да го сторите за да му помогнете на детето? Јас тука ќе повикам, имаме и материјали да погледнеме кога ќе зборуваме и за тоа, или пак колку е навистина важна раната интервенција на развојот на говорот. Еве во моментов можеме да погледнеме нешто, да искоментираме и да кажеме. Тука се некои од нашите алатки со кои што работиме, ова е апликацијата Mobilic, која што ги звуците кои што ги кажува детето, односно гласовите ги потенцира. Пример, ако работиме на гласот С, кога го изговара зборчето со гласот С, се слуша поисчистен тој глас, за да може побаво детето да го автоматизира. Така. Исто така ја користиме оваа апликација за стимулирање на говор, формирање на реченици, правилна граматичка структура. Тука имаме како работиме на пелтечење, со земање воздух и спуштање воздух, исто така во комбинација со апликацијата Mobilic. Ова се вежби за графомоторика кои што редовно ги правиме во нашиот кабинет, бидејќи моториката со говорот е тесно поврзана. Јас често велам и говорот е третата рака, така да како ги стимулираме рачињата на дечињата, еве и ова исто така вежба за моториката, за фината моторика, така и се стимулира индиректно говорот. Така. Колку помага сето тоа? Мора да го истакнеме, Да, помага, меѓутоа. И за колку долг временски период, сигурна сум дека тоа индивидуално, нели, зависи од самото дете, меѓутоа сепак еве да најдеме една временска отприлика, да кажеме. Зависи од проблематиката. Значи, доколку е нешто артикулативно, прилично брзо се решава, меѓутоа пак зависи од тоа како ќе соработува детето, колку родителите ќе се посветат на тоа, бидејќи не е само ние да вежбаме во кабинетот, важно е и дома тоа да се вежба, бидејќи нели говорот е нешто секојдневно што се случува и треба да се има рутина и во тоа. Сега во случаите каде што имаме детенца, пример, кои што не зборат, малце е подолга процедурата. Например, јас кога имам дечиња кои што се помали од 3 години, секогаш гледам прво да го искористам ресурсот родители, односно работам преку родителите со тоа што давам совети, насоки индивидуални според потребите на самото дете, што да применат родителите, што да променат, што да направат плюс или како да биде нивниот однос према детето, како да комуницираат со детето за да тоа полесно нели ги надмине потешкотиите, да го зголеми фондот на зборови, да почне да кажува реченички, затоа што често на таа возраст децата не се многу спремни за работа со стручно лице. Да, доколку има голема потреба, сум за тоа да се вклучи. Меѓутоа, секогаш гледам прво да пробаме преку родителите, затоа што сепак они се секојдневно со нив и можат најмногу да му помогнат во таа возраст. Веќе кога ќе дојде возраста да или потребата дека веќе мора да се вклучи стручно лице, значи трето лице кое што ќе влијае на развојот на говорот, тогаш го вклучуваме детенцето во третмани и се почнува од најосновните работи. Доколку нема се уште говор, се почнува прво со ономатопеите, па со кратки зборчиња, па зборчињата се прошируваат во телеграфски реченици, така да тоа сето се проширува додека не дојдеме до очекуваното за возраста, да стигнеме возраста. И сега ќе ве прекинам, многу е важно да стигнеме возраста кога имаме помало доцнење, отколку да чекаме па да се направи тоа доцнење
од 2-3 години, па да се бркаме ние со годините. Па да ги надополнуваме тие 2-3 години кои се пропуштени. Интервенција, тоа сакав и важна. да се надополниме и да прашам, затоа што ги споменавме, родителите, колку се тие пак најважниот фактор во развојот исто така на своето дете. Меѓутоа, за жал еве доаѓа до вакви компликации, па мора да се побара помош од стручно лице како што сте вие. Сега, прашањето ми е следно. Кога родителите најмногу го прават тој пропуст, уште еднаш да потенцираме, дали е тоа од потребата да кажеме има време ке прозбори и слично, би сакала да го истакнеме тоа кога треба точно да прозбори детето, на која годишна возраст, дали девојчињата побрзо созреваат од машките дечиња, тоа го имам забележано, но вие ќе потврдите дали е така и што е она што тие треба да го превземат конкретно за своето дете. Така. Значи на секоја одредена возраст има што да се очекува. Пример, додека е бебе на 2-3 месеци очекуваме да почне да гуга. Околу 9-10 месеци очекуваме да почне тој баблинг, ба, мама, кога детето почнува да баблира. Околу 12 до 15 месеци се очекува првото зборче. Дали тоа ќе биде ономатопеја, како прави мачето или кучето, или мама, баба, тато, се очекуваат првите зборчиња да се јават. Веќе околу 18 месеци би требало да има минимум 10 зборчиња. Околу 24 месеци би требало да се појават тие телеграфски фрази што ги велиме, што се како две нафрлени зборчиња со цел да се пренесе некоја информација. Значи тоа не се реченици граматички структурирани, меѓутоа се доаѓа до комуникација. Да, доаѓа до комуникација, се труди детето да пренесе информација. Веќе околу 2,5 до 3 години таа телеграфска реченица се проширува со 3 до 4 зборчиња, па почнува да добива некоја граматичка структура. Така да тоа е отприлика тоа што се очекува на таа рана возраст. Веќе понатака оној нормален развој во говорот. Од 3 до 4 години веќе очекуваме граматички детето да почне да се изразува правилно со тоа што поголемиот дел од гласовите ќе бидат веќе формирани. До 5,5 години веќе треба да ги има сите гласови, вклучително и гласот Р, кој што е најтешкиот глас за изговор во нашиот јазик. Еве, за сите оние дечиња кои што убаво што споменавте, па за да опфатиме се и имаме време токму за тоа да позборуваме, кажавме за оние сите кои што се соочуваат со проблем, знаат нели веќе за знаат да комуницираат, немаат никаков друг проблем во развојот на говорот, освен со оние букви со кои што им е потешко да ги изговараат, а тоа се Р, Л и така натаму. Сега, има ли конкретни, сигурно од вас, конкретна помош, сето тоа исто да се исконтролира и да се врати на место буквата Р и Л и слично. Да, секако си има за тоа конкретни вежби, за секој глас има конкретна вежба со која што се добива гласот, па се вежба прво во комбинација со самогласки, па после тоа се вежба во зборови, во иницијална, во медијална, финална положба, па се сметнува во реченици, па во текст, па во секојдневен говор. Значи тоа е процес кој што трае, некогаш и ги менуваме техниките во зависност од детето, како прифаќа, како соработува, затоа што често користиме и сонди или шпатули, па не секој дете секогаш прифаќа, па ако не сака со шпатулата работиме со прстето. Така да има различни методи, меѓутоа зашто се овие букви најпроблематични за изговор? Гласот Р е најпроблематичен затоа што бара многу моториката да биде зрела на говорниот апарат. Значи јазикот убаво да вибрира, мора да биде доволно цврст за да може да го прави тоа, да се подигне горе. Значи самата положба на изговор на гласот Р и таа вибрација е предизвик за повеќето нели дечиња. Сега има дечиња кои што и на 3 години почнуваат да ја кажуваат, меѓутоа пак е тоа од самата физиологија на развој на детето. Зборуваме за дечињата, меѓутоа тука ќе ги вметнам јас и повозрастните, затоа што можеме да забележиме, нели? И во кругот на нашите пријатели, оние кои што не велам дека не е симпатично, меѓутоа не е правилно изговор на буквата Р. Дали за повозрастните има методи за да им помогнете сето тоа да го совладаат? Да. Сме соработували со повозрастни и со млади луѓе од 18-19 години кои што сами побарале помош што е добро и успешно сме ги совладале тие гласови и некогаш е и полесно можеби затоа што самите сакаат да соработуваат, се трудат, знаат зошто дошле, додека детето
во тој момент има деца кои што не се толку свесни дека сега морам тоа да го научам, ама и тато ме носат тука. Меѓутоа, секогаш велиме дека пак е подобро на помала возраст да се научи, зашто полесно се автоматизира самиот глас. Детето побрзо тоа го совладува, отколку кога е повозрасен треба повеќе да го мисли тоа дека сега вака треба да го кажем, и процесот е можеби малце подолг, ама да, работиме и со возрастни лица кои што имаат таква потешкотија. Така. Значи, од сето на што заклучок ќе донесам, зборуваме се си има свое време. Така. Точно кога треба да прозбори детето, убаво објаснивте и до која годишна возраст, на кој месец, кога треба и да гуга и така натаму. Сега, она што јас би сакала исто така да позборуваме и за пилтечењето. Се соочуваат дечиња најмногу и со оваа проблематика и колку вие исто така можете да помогнете во сето тоа, нели, да го снема, да кажеме, затоа што пилтечењето е една фрустрација која што се создава кај детето, поготово кога ќе појде на училиште и се соочува со имавме гледачка која што кажа какви дечиња постојат за жал, па можеби некој ќе му се исмејува и слично, меѓутоа вие сето тоа можете да го решите овој проблем со кој што се соочуваат дечињата. Зошто се јавува пилтечењето? Пилтечењето е од која е најголема причина? Комплексна појава, состојба. Јас секогаш не сакам да речам дека пилтечењето е болест, него пилтечењето е состојба која што на некој начин можеби сите си ја носиме во нас и на секого знае да ни се случи самиот говорен апарат да направи како некои блокади за да не повлече назад кога мозокот ни работи побрзо од тоа што може да го следи говорниот апарат. Меѓутоа е навистина комплексна состојба која што треба да се следи од повеќе аспекти. Ние како логопеди го правиме третманот и ги учиме на пациентите, на луѓето кои што имаат таков проблем, на дечињата, како тоа да го надминат со соодветни техники. Меѓутоа, многу е важно да се види која е причината поради што се појавува пилтечењето. Пилтечењето може да биде поради сама генетика, може да биде поради некоја преживеана траума, може да биде поради нешто физиолошко што се случува на ниво на мозочето, така да мора убаво да се види од сите страни зошто тоа се јавува. Како треба да работите со детето кога ќе го дознаете ризик факторот? Така, многу е важно. Ние често соработуваме и со детски невролози, каде што треба да се види дали е нешто на ниво на мозоче, зашто ако е можеби нешто на ниво на мозочето кој што предизвикува такви промени, тогаш треба да се даде соодветна терапија, па да се вклучи и логопедски третман. Доколку не е, тогаш се вклучува можеби детски психолог кој што ќе разговара зошто тоа се случува, меѓутоа логопедот е секогаш тука плюс за да му ги даде соодветните техники на детето за да може со тоа да се избори во моментите. Плюс со сите овие други области кои што може да помогнат да го подкрепиме тоа заедно. Значи е комплексна работа која што бара убаво да се види. Се помага ли? Се помага, има резултати. Има резултати. Сега тоа ми е следното прашање. Вие како логопед, кога ќе работите со детето извесен период, колку и да е потребен, нели кажавме дека го кажавме временскиот период, меѓутоа и зависно индивидуално од дечињата. Какво е чувството, можам да верувам, кога ќе го видите резултатот, дека детето прозборело, дека веќе има свој говор и така натаму, вашето чувство и можам да замислам чувството на родителите. Да, значи некогаш ми се случува да не можам да препознам дека тоа е истото дете што дошло пред можеби 6-7 месеци, дека сега почнало да кажува и зборови, да бара од нас и да учествува во комуникација. Значи имаме доста често такви случаи на наша среќа и стварно задоволството е за тоа работиме. Искрено јас ја работам таа работа за тој финален резултат кога ќе ги видиме децата дека комуницираат со нас на правилен начин и задоволството на родителите. Ајде да се потсетиме и зошто се одлучивме токму за оваа професија? Зошто? Па вака, јас од секогаш сум сакала да работам со дечиња. Кој ги имаш две, да се живи здрави? Сакав да бидам учителка по англиски јазик. Така. Меѓутоа мајка ми е дефектолог и она работи со дечиња исто така. Јас од секогаш сум одела кај низа на работи, сум гледала што се случува. И оттаму веќе желбата. И да, кога се отвори тука смерот на логопедија на медицински факултет, јас сум втора генерација. Немав многу представа во што се впуштам, ама знаев дека ќе работам со деца. Тоа ми беше целта и поради тоа среќни се тие дечиња кои што се соочуваат со овие проблематики, а се во ваши раце, тоа можам да кажам само.
благодарам. Покрај тоа што нели ги совладувате сите потешкоти со кои тие се соочуваат и имате преубава енергија за работа со дечиња, која што е многу важна во вашата професија. Тоа е многу важно. Благодарам за учеството во утринската програма. Сигурна сум дека допревме до многу родители кои што еве доколку нешто забележат веднаш каде треба да се јават кај вас. Сузан е тука. Благодарам многу, Ивана, и многу среќа и успех посакувам во оваа работа, која не е лесна, голем процес е кој треба да се истрае и да се влее голема самодоверба и кај родителите и кај дечињата.